Денеска имам чест, заедно со мојот заменик задолжен за економски прашања и за координација со економските ресори Кочо Ангјушев и министерот за економија Крешник Бектеши, да соопштам дека исполнуваме уште една преземена обврска. Ја враќаме за сите наши граѓани ефтината тарифа за струјата. Обврската од програмата на владата станува реалност со која се олеснува животот на граѓаните на Македонија. Кога ја креиравме програмата на владата, во фокус ни беа потребите на граѓаните. Потребите за економско олеснување на сите граѓани и тоа без исклучок. Зацртавме задача дека еден од приоритетите на владата ќе биде намалувањето на трошоците за живот и враќање на парите кај граѓаните. Си поставивме цел справување со енергетската сиромаштија и враќање на ефтината тарифа на струјата. Ова мерка чини 8 милиони евра. Тие пари ги враќаме назад кон граѓаните, кон сите граѓани. Знаејќи дека ефтината тарифа ја користат најповеќе сиромашните граѓани. Тоа значи дека најповеќе ќе заштедат посиромашните граѓани на нашата земја. Еве не денеска објавуваме дека тоа го реализираме. По 2 часа денска ефтина тарифа на струја секој работен ден и сабота вклучително од 14 до 16 часот, потоа секој работен ден ефтина струја од 22 часот до 7 часот наутро и во неделите 24 часа ефтина тарифа на струјата. И тоа точно според предвидениот тајминг. Рековме дека враќањето на ефтината тарифа на струјата ќе го обезбедуваме во текот на летото и дека таа мерка ќе започне да се применува во текот на октомври оваа година. До тогаш ќе бидат подготвени сите неопходни услови за нејзино спроведување. Исполнувањето на должностите што ги презедовме е прашање на честа и на интегритетот на оваа влада. И исто така, во исто време, е прашање на вредности и на почит што оваа влада ги има кон сите граѓани на нашата земја, Република Македонија. Се посветивме и ги спроведуваме сите определби предвидени во програмата за својата работа до 2020 година. Оваа голема и свечена обврска е можна само заради тоа што вградивме цели кои се поврзани со животните потреби на луѓето и цели кои може да бидат практично реализирани. И од тоа нема отстапување. Зборот е збор. Почитувани граѓани, во Македонија може да се живее добро, ако заедно и посветено се заложиме да ги оствариме идеите за достоинство на сите. Овие мерки водат само во една насока. Живот за сите во Македонија. Живот во секој дом. Само ќе кажам дека, како што знаете, владата на Република Македонија на своја владина седница донесе одлука со која што препорача да сите чинители на пазарот на електрична енергија, нормално и регулаторната комисија, направи анализа за воведување на ефтината тарифа. Ние бевме убедени дека таква можност постои и еве денеска сме тука каде што гледаме дека тоа е потврдено и дека истото е и реализирано. Сакам да кажам дека практично заштедите во енергетските компании МЕПСО и ЕЛЕМ, нивното домаќинско работење ќе биде пренесено како бенефит на сите граѓани на Република Македонија, а посебно на тие кои што најмногу ја користат ефтината тарифа, а тоа се посиромашните слоеви на граѓаните во Република Македонија. Ние сме радосни што можеме денеска да соопштиме дека оваа мерка ќе биде имплементирана во оваа зима. Сите чинители кои што се релевантни за носење на оваа мерка беа консултирани во процесот, вклучувајќи го и Евана, кој што имаше позитивен пристап кон овој процес, вклучувајќи ја и енергетската заедница со која што имавме неколку состаноци, јас лично и некој заедно со регулаторната комисија и министерот за економија, и можам да кажам дека најдовме заедничко разбирање за решавање на оваа техничка мерка и на овој проблем кој што е горлив за граѓаните на Република Македонија. Без цел да должам непотребно, кратко уште еднаш ќе повторам дека намалувањето на непродуктивните трошења во енергетските компании во Македонија, пред се во ЕЛЕМ и МЕПСО, и намалувањето на ископите, на цените на ископите, на
намалувањето на цените на репроматеријалите во енергетските компании и заштедите или со еден збор домаќинското работење во енергетските компании ќе биде преточено во секое семејство како бенефит олицетворено преку ефтината тарифа воведена во текот на дневните часови, кој што се надеваме ќе биде многу полезна за сите граѓани на Република Македонија.